Живописното Вевчани како магнет влече странски гости. Се повеќе намерници кои тргнале кон двата туристички градови Охрид и Струга од љубопитност скршнале по патот кој води во Вевчани. Најмалобројната општина во државава има голем потенцијал за развој на туризмот, кој нема да зависи од сезоналноста и може да живее 365 дена во годината. За таа цел градоначалникот планира новиот 4-годишен мандат, меѓу другото, да го посвети на реализација на 2 децении актуелната идеја за прогласување на Јабланица за национален парк. Од 2008 година е заштитен само оној дел од планината која зафаќа соседна Албанија, а има голема посетеност. Доколку Јабланица се прогласи за национален парк и од македонска страна, туристите ќе може да уживаат во една од најживописните планини која делат двете соседни држави. Своевремено имаше и голем интерес кај странските инвеститори за изграда на ски центар токму на Јабланица. Таа работа е во тек. Јас планирам, моја лична желба е како градоначалник, заштитеното подрачје што е сега да си остане под ингеренции на општина Вевчани, а другиот дел на Јабланица може да биде национален парк. Видите, интересно е Вевчани и летен период и зимски период. Сега, знаете, инфраструктура е потребна за зимски туризам. Јабланица представува зона со висок степен на заштита. Вевчанските извори од 2012-та се заштитено подрачје во категоријата споменик на природата со површина од 1370 хектари. Општина Вевчани е директно надлежна за управување со ова заштитено подрачје, меѓу чии природни украси се ретките, но прекрасни леднички езера, кои народот ги нарекол планински или горски очи, а ги има 4. Многу убавини има Вевчани. Старите уникатни куќи направени во традиционален вевчански стил, кои пленат со својата топлина, тесните улички со канделабри и многу цветни градини. Но проблем е недостатокот на сместувачки капацитети, бидејќи нема нити еден хотел. Основно нешто за развој на секој туризам е промоцијата. На Вевчани му фали, мислам, е доста промовирано, али сепак не е доволно и фалат сместувачки капацитети, така да во одредени периоди, во летно време, нарочито за карневалот, сместувачките капацитети се мали да и примат сите гости. Пештерите се уште еден адут за развој на туризмот, како и старите воденички камења кои може да се видат покрај водениците, а потсетуваат на едно далечно време кога во Вевчани имало повеќе од 40 воденици стари по 300 години. Инаку градоначалникот планира да ја реновира киносалата и да изгради мултифункционално фудбалско игралиште. И додека сето ова се реализира, во меѓувреме Вевчани ја подобрува патната инфраструктура со 400.000 евра кои општината ги доби од унгарскиот кредит.